Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите кармен торта. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. 10 јајца, за пандишпан половина килограм шеќер, 200 грама сечкани ореви, за фил 250 грама шеќер, 250 грама шеќер во прав, половина литар млеко, 5 лажици брашно, 300 грама мелени ореви, 250 грама путер, за шлак 5 кесички прашок за шлак, половина литар млеко. Потребното време за подготовка на овој десерт е 80 минути. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Ги матиме белките со миксер. Го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Потоа во садот ги додаваме сечканите ореви. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тестото за пандишпан го нанесуваме во тава за печење, обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 40 минути на температура од 170 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган налеваме 300 мл млеко. Го додаваме шеќерот. Мешаме со жица за матење. Во преостанатото млеко во мензурата додаваме 5 жолчки. Во мензурата го додаваме брашното. Мешаме со жицата. Потоа непрекинато мешајќи со жицата во зовриеното млеко во тенџерето ги додаваме размешаните жолчки. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Тавата со испечениот пандишпан ја вадиме од рерна. Во сад за матење го ставаме путерот. Ги додаваме шеќерот во прав и преостанатите 5 жолчки. Матиме со миксер додека путерот стане пенест. Изматениот путер со жолчки го додаваме во садот со претходно сварениот и изладен крем. Матиме со миксер додека филот се соедини. Почнуваме со подготовка на шлагот. Во длабок сад ги ставаме млекото и прашокот за шлаг. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Продолжуваме со подготовка на филот. Во садот со фил ги додаваме мелените ореви. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Потоа пандишпанот го вадиме од тавата и ја отстрануваме хартијата. Го сечеме пандишпанот на половина. Првата лента пандишпан ја ставаме на долниот дел од правоаголна кутија за торта. Ја премачкуваме лентата пандишпан со фил. Врз филот нанесуваме шлаг. Врз шлагот ја ставаме втората лента пандишпан. Премачкуваме со фил.
Преостанатиот шлаг го ставаме во готварски шприц. Со шприцот со шлаг ги прекриваме страничните делови на тортата. Потоа со топчиња шлаг го украсуваме крајот на горната површина. Украсуваме со желе бомбони во форма на малини, чоколадни топчиња и една зашеќерена роза на средината на тортата. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 80 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!